Деновиве група граѓани со писмо преку локалниот портал се пожалија од неподносливата бучева од мотоцикли и патнички моторни возила со гласна музика, која се создава особено во ноќните часови и на која никој не се обидува да изастане на пат. Полицијата поседи да не мокне како да се држи на страна кога е во прашање оваа појава, која ги вознемирува граѓаните бидејќи движењето на моторџиите и озвучените возила не престануваат. И не е во прашање само улицата Маршал Тито, туку граѓаните трпат вознемирување и на булеварот Тодосија Павнов, на улицата Роза Петрова, во населбата Оризари. Брзо и опште не се внимава на народот, најмладите. Тоа нон-стоп. Кога избучат по 5-6 души, бучат, не знам зашо не мраат, не презимат мерки ништо. Многу се брзо вози и многу лудо и многу свират. Немат трпение да почекат. Застанало момче, почекај малку. И толку нема 3 минути кренат колите. Моторите, шо да ти кажам, ја апарат носам. Оше толку ќе ми го уништат апаратчето. Друг сериозен проблем на кој се жалат граѓаните се зачестените кражби на мотоцикли кои обично родителите им ги купуваат на децата кои ги исполнуваат законските норми. Доволно е мало невнимание или заборавање на мотоциклот во дворното место за да го снема без каков и да е трак. Поплаките до полициските службеници во такви ситуации речиси се бескорисни бидејќи и врапчињата знаат дека во градот и пошироко оперираат криминални групи кои имаат своји јатаци и бази за кои полицијата знае, ама е немоќно да се справи со нив. Единственото решение е граѓаните да држат се под клуч и да спијат со отворени очи и сами да се борат против провалниците и кратците. Што ми падне сега, ако може и теб ќе те земат од куќа, од дома. Да. Гумиле, што ќе ни се падне тоа бришка, шафове ќе одвртат, се. На мен беа ме оштапили шафовете на колата, ја пач видох блиско, троп, викам, шо ова, и ќе се утепал. За малку ќе се изградили тркалата. Тоа е кражба на големо ниво. Чаре, полицијата само може да ги смире, ама не обрќат многу внимание. Дали наредба имат од дека што е, тоа е нина работа. Па и не самоќни, забранија да не ги тепат, веши и тоа е. Ќотеко е благословен. Колку е развиена мрежата на кратците, зборуваат примерите со украдени коли и джипови на локални бизнисмени, кои потоа се условувани да платат одреден износ за да ги добијат назад. Затоа не заборавајте дека мора да бидете будни и дењи и ноќе, бидејќи доколку нешто ви снема, никој нема да го пронајде и да ви го врати.